Полицијата трага по градоначалник на една општина од југоистокот на државата поради давање предизборен подкуп по аудиоснимката која експресно се прошири на социјалните мрежи, на која наводно се слуша глас на локален функционер, како заедно со друг градоначалник прават план за предизборен подкуп на гласачи. Иако потврда се уште нема, дел од медиумите објавија дека јавен обвинител веќе определил мерка притвор за двајцата. Полицијата направила обид да ги најде на домашна адреса, но ниту еден не бил пронајден дома. Од страна на полициски службеници се направени обиди за врачување покани за информативни разговори на повеќе локални функционери и активисти на една политичка партија од власта, но истите не биле најдени дома, пошто ќе следат дополнителни мерки. Инаку вчера и директор на едно скопско предпријатие бил повикан во полиција да даде исказ бидејќи на Фејсбук напишал објава во која се повикуваат гласачите кои сакаат да гласаат за една партија да го чкртнат името Северна на гласачкото ливче. Деновиве беа пронајдени и лични документи на граѓани кои ги чувал собственик на продавница во еден град од Источна Македонија, како залог на гласови за една политичка партија. Од МВР истакнаа дека овој случај сега е во рацете на јавното обвинителство. Од Министерството за внатрешни работи најавија дека секој кој на било кој начин ќе влијае врз изборот на граѓаните ќе биде повикан во полициска станица. Оттаму велат дека секое постапување кое е во спротивност со законите ќе биде соодветно санкционирано. Оти казните за кривичните дела против изборите се во висина и до 10 години затвор.